Клучна врата на студентскиот дом Никола Карев до негова целосна реконструкција. Ваква најава денеска од Охрид даде министерката за образование Весна Јаневска, откако студентите изминатиот период алармираа дека со денови останувале без струја, неретко учеле и живееле на светлина од свеќи, без топла вода и во сериозно лоши услови. Според Јаневска, лошата состојба во студентскиот дом се должела на лошото менаџирање и натрупаните долгови, зашто најави и постапка за избор на нов директор. Јаневска посочи дека министерството во реконструкцијата вложува 5,5 милиони евра и се очекува активностите да започнат до крајот на годинава. Оваа година ќе почне реновирањето на студентскиот дом во Охрид, тоа е во лоша состојба. Да, ние направивме ревизија, свесни сме дека досегашното раководство крајно недомакински работело и во моментов е процес на промена на директорот, но сметајте дека тој студентски дом од денес е затворен, без оглед што ќе има промена на директорот и некаде очекувам пред крајот на годината да почне негова реконструкција. Дополнително, Јаневско открие дека поради утврдени неправилности, затворени се 18 институти за високо образование и една приватна стручна школа, а се чешла работењето на уште 5 универзитети. Има временски рокови за тоа и ние ги почитуваме, законот го почитуваме, како ќе поминат роковите за жалби или евентуално ако може нешто да се поправи, така тие што не поправуваат ќе бидат затварани. И тоа постепено се случува. Досега се затворени 18 институти и еден приватен факултет, висока стручна школа. Во процес сме на затварање на уште, не ме фаќајте за збор, ама 5-6 институти сигурно и правиме проверка или мониторинг во најмалку уште 5 универзитети. Инаку студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Пито во Скопје, според најавите на Јаневска, вратите на студентите ќе ги отворат со почетокот на новата академска година, додека од септември се очекува да започне реконструкцијата и на студентските домови во Битола, Прилеп и Штип.